Помина речиси 2 години од објавувањето на вториот извештај на Прибе. Покрај многуте забелешки, во него имаше критика дека на местата во судскиот совет резервирани за истакнати правници и понатаму седати судии. Венецијанската комисија го критикуваше преовладувачкиот број на судии во судскиот совет како создавање ризик од корпоративизам. Актуелната власт го прецизираше законот за судскиот совет, за да не може под терминот истакнат правник собранието повторно да избира судии. Но претходно избрани судии под превезот истакнати правници останаа членови на судскиот совет до крајот на мандатот. Но приказната сепак не завршува тука. Причината е што функцијата на дел од актуелните членови на судскиот совет стана предмет на едно интересно активистичко истражување, чии сознанија водат до апсурдна ситуација. Правниот факултет Јустинијан I е дом на околу 80 научни работници, меѓу кои асистентот по уставно право и политички систем Денис Прешова. Својот институционален експеримент тој го спроведе со тоа што иницираше и помогна дел од неизбраните кандидати за членови на судскиот совет да поведат управен спор поради тоа што на нивно место се избрани судии. Се надевавме дека по промената на власта и притисокот врз судството дека ќе успееме некако да издействуваме самите судии да почнат да ги расчистуваат проблематичните аспекти во администрирањето на управувањето со судството. Во тужбите до Управниот суд се бара да се прогласи за ништовен изборот на Лидија Каначковиќ и Виолета Богојеска, бидејќи во 2013 година се избрани како истакнати правници, иако во моментот на избор едната е судијка во Висшиот управен суд, а другата судијка во Управниот суд. Главниот аргумент за тужбите се бара во разликата што се прави во Уставот и во Законот за судскиот совет меѓу така наречените судиски и несудиски членови на судскиот совет. Додека судските членови ги избираат самите судии, за несудските Уставот регулира дека членовите на советот што ги избира собранието, односно што ги предлага претседателот, се од редот на универзитетските професори по право, адвокати и други истакнати правници. Управниот суд носи одлука за само 8 дена. Во решението се вели дека Законот за управни спорови дозволува спорење на постапка на избор, именување и разрешување носители на јавни функции. Но судот ја отфрла тужбата како недозволена, бидејќи во законот според кој се избираат членовите на судскиот совет немало таква одредба. Оваа законска одредба дава само можност доколку во материјалниот закон, Законот за судскиот совет на Република Македонија, е предвидено право за поведување управен спор во врска со изборот и разрешувањето. На ваквата одлука следува жалба до Висшиот управен суд. Спротивно на понискиот, повисокиот суд смета дека за именувањата може да се води управен спор, но исклучиво тоа право може да го користи органот што го донел актот, и тоа по службена должност или по предлог на странката за која се однесува тој управен акт. Со други зборови, Висшиот управен суд вели дека може да се жалат собранието или оние што се избрани од собранието, но не и оние што е логично да имаат интерес да се жалат, неизбраните кандидати. Со ваквиот пристап на Висшиот управен суд, проблемот се мултиплицира, бидејќи собранието избира и многу други функционери. Иако тужбата се однесува за одлуки за избор на членови на судски совет, ставовите на Висшиот управен суд и управното судство апсолутно може да се применат за било кој друг избор, не само во судскиот совет, за било кое друго тело или јавен функционер кој го избира собранието. Сомнежи за избор направен од собранието на функционер без соодветни квалификации имало во повеќе наврати. Например, кога Силвана Бонева беше предложена за член на Државната изборна комисија, СДСМ бараше таа јавно да ја покаже дипломата за завршено високо образование, што е законски услов. До нејзиниот избор тоа не се случи, а не е познато и дали СДСМ се обиде да дојде до правна завршница. Со оглед на цитираното решение од Висшиот управен суд, кое вели дека изборот на функционери од собранието не може да биде обжален од тие што не биле избрани, макар изборот бил противзаконски, 360 степени се обрати до Министерството за правда. Оттаму ни одговорија дека законската празнина е воочена од поодамна и дека во новиот закон за управни спорови, кој чека потпис од шефот на државата, проблемот е решен. Сосема поинаку е уредено правото на заштита во однос на актите на избор и именување на носители на јавни функции, и тоа не само од страна на собранието, туку и од сите други носители на јавни функции и државни органи во најширока смисла на зборот. Право на судска заштита има секој што има правен интерес од конкретен конечен управен акт, што дефинитивно ги вклучува и неизбраните лица.
Земјава не е првата во регионот која се соочува со оваква дилема. Пред неколку години, речиси идентичен случај имаше и во соседна Србија. Земја чиј устав и закон се споредливи во конкретната област. И таму понискиот управен суд одбил тужба на кандидат за јавна функција. Во нивниот случај Комисија за заштита на конкуренцијата. По жалбата, Врховниот касацијски суд пресудил дека Одлуката на Народното собрание на Република Србија представува конечен поединечен акт чија законитост подлежи на преиспитување пред суд и во управен спор, бидејќи во овој случај законот не предвидува друга судска заштита. Токму примерот од Србија, вели Прешова, покажува дека решението не секогаш е само во законската регулатива. За реформите во судството не се доволни само законските измени и реформа на правната рамка. За такво нешто многу одамна говориме дека е потребно промена и на правната култура на судскиот менталитет. Јавното изложување и тестирање на дел од судските решенија е начинот на кој асистентот на правниот факултет смета дека може да се влијае на правната култура и менталитет. Бидејќи судството не треба да биде отчетно и одговорно само пред судскиот совет, туку и пред стручната и пошироката јавност.